Велосипедот постојано се модернизира низ годините и денес е средство со кое за кратко време се стигнува на секаде низ градот. Со велосипед се патува на подалечни дестинации. Со мојот гостин, пионер на циклотуризмот во нашата средина, ќе ви ги доближиме предизвиците на овие патувања. Добре дојде во Печат, му посакувам на господинот Бранко Корженски. Благодарам за поканата во вашата емисија. Корженски, ваша пасија е возењето на велосипед. Луѓето ве познаваат, кои што ве познаваат, ве среќаваат низ градот со велосипед, но и надвор од Охрид, па и на дури подалечни дестинации. Кој беше клучен момент да му дадете предност на велосипедот во вашето секојдневие? Од раното детство во семејството се негуваше бавење со велосипед, одење на покуси дестинации и од рани години, од 5-6 годишна возраст го возев првиот велосипед со 3 колца по градскиот плоштад и околните улици низ градот, така што може да се речи дека скоро цел живот го имам поминато покрај други превозни средства и на 2 колца. Во нашата средина на велосипедот се гледа од висина, додека во Холандија, Германија, Скандинавија, тоа не е така, незамисливо е човек да нема велосипед. Кај нас пак владее спротивното уверување. Што ќе кажете на ваквиот став во нашата средина кон велосипедот? Јас би додал уште дека од еден пријател што живее во Холандија, тој ми рече дека во семејствата секој човек по 2-3 велосипеди имат, значи еден човек, а мислењето во нашата средина сигурен сум дека полека се менува, гледајќи ги луѓето што многу возат, и зато ќе придонесите променета економска ситуација, еколошка ситуација и трендот што го има Европа, ние многу брзо ги следиме европските трендови, па сум убеден дека и кај нас ќе се рашири за многу брзо. Како велосипедот делува на адреналинот и кои се предностите при возење на велосипед? Возењето велосипед делува на разни начини на адреналинот, дали при возбуда, при некои атрактивни возења, дали при здогледување на нови предели, нови краишта и наравно преку еден долготраен напор на кој што еден велосипедист е изложен при неговото возење. Зависи дали тој трнал на некоја кратка прошетка или на подолго патување, дали еднодневно, дводневно или повеќе дневно патување. Во секој случај адреналинот го има во изобилство. Зависи од личноста што е тргната да возит некаде. И од пределите, предпоставувам. Да, и од пределите, да. Корженски, возите низ градот, но и низ Македонија и надвор од нашата земја. Како започна таа авантура? Таа авантура започна далечната 1974 година во лето. Пријателот мој, сега професор на филолошки факултет во Скопје, професор Димитар Пандевски, еден ден ми предложи, ми вели: Бранко, ајде да направиме еден круг со точаци, Охрид, Ресен, Отешево и преку Галичица назад. За Охрид преку Трпејца и Пештани. Јас бев зачуден од каде таа идеја. Ние имавме обични точаци со контра, немаше тогаш во градот никои точаци со брзини, али предизвикот беше голем и прифатив и се договоривме и тргнавме. Така што тој ден за паметење ги направивме тие 106-7 километра, ама доживувањата беа незаборавни. И то првото искачување на Галичица беше повеќе тургање отколку качување, меѓутоа незаборавни предели и доживувања, можеше да се осети секој звук, секоја боја да се примети, се околу човекот што иначе не би можел да примети во кола или да патуваат со некое превозно средство, така да тоа би го рекол како иницијален настан за нашите патувања. И натака таа традиција ние ја наставивме,
Во тие првите години од нашето бавење со меѓуградски велосипедизам, така го нарековме ние, барем по 2-3 пати во едно лето ја правевме таа тура, ни стана традиционална круг околу Галичица. Покасно проширивме и на други тури. Тогаш еднаш ојдовме Битола, па Кичево, па Дебар и така околните градови почнавме да ги посетуваме. Во меѓувреме и почнеа да се набавуваат велосипеди со брзини, така што ни беше после полесно. Али то беа пионерските чекори и кои што траат ево и до ден денес. Да, и никогаш тие нема да ги заборавиме. Кои патувања ево би ги издвоиле од сеќавањето, значи од далечната 74-та, рековте, ево до денес се бројни, предпоставувам, патувањата. Надвор и од Охрид, значи од нашиот региони, како што рековте, од нашата земја. Во тие патувања, во тие авантури би ги издвоил два периоди. Едниот период до служењето воениот рок и за времето на студии. Тие патувања ги памтиме најмногу по турите што ги раскажав сега, Галичица, Ресен, Отешево, Битола, Кичево. Меѓутоа, од поновиот период, како семејни луѓе, би истакнал еден необичен настан на кој што претходеше малу пребарување на Google и гледање фотографии од Google. И тогаш забележав дека луѓето од Европа со велосипед патуваат многу и ни своите патувања често го посетуваат Охрид, дали на поминување, некој на преспивање, и така се, како да речем, се усудив еден ден, решив да направам круг околу Охридско езеро, беше 2006 година. Уште не ни беше многу позната Албанија и окружувањето, како би гледале на непознат велосипедист и така. И со то почна вториот понов циклус на тие патувања, а би истакнал и ми е желба да истакнам дека од кога се отвори границата со Албанија, првите луѓе што го поминале Охридското езеро и го направиле кругот околу Охридското езеро, и то со обични велосипеди, без посебна опрема, без ништо, беа Никола Нанев Комитон и Илија Арнаудов. Да, тие двајца први го поминаа уште далечната 90-та или 91 година со првото отворање на границата. Да се вратам на прашањето како започна циклотуризмот. Еден мој пријател, Ѓорѓи Пирузе, иначе извонреден спортист и љубител на делта план, летање со делта план. Со него се дружевме и во неговиот двор нафрлив неозбилно една тема, му реков, шо велиш ти, една 2-3 дневна тура да направиме низ Албанија до Наморе да одиме. И тој би рече, се согласувам, добро. Јас то нешто го забораив. После 10 дена ме подсеќа Џоко и ми вели, бе, викат, кај си, ти рече да одиме до Наморе, до Драч. Се најдов во небрано дека му ветив, а не беше пристојно да се одбијат, и некако со пола уста му реков, па ајде наредниот викенд ке одиме. Јали одма истиот момент ми текна и му реков, ама да не одиме по прометниве овие магистрални патишта, среде лето е, туристичка сезона, коли, автомобили, автобуси, сообраќај, ајде да испитаме непознати краишта, ќе е многу поатрактивно. И му предложив турата да оди преку Дебар и тука да влезиме во Албанија и преку сосем непознати предели да излезиме во Драч. Така и направивме. И првото влегување во Албанија го
паметам како вистина, значи имавме чувство дека почнуваат авантура, дека краевите што ги видовме беа сосема непознати. Пределите, планините, долините, реки, нови патишта, некаде стари, луѓето што ги запознававме и многу се изненадивме. Кај луѓето бевме многу убаво примени, многу топло не пречекуваја кога ќе им се обратевме за некоја помош, за некоја интервенција. И зато првото патување еден интересен настан има кога ми се дупна гума во едно малецко село што се вика Клос. Локалните луѓе одма се растрчаја да ни поможат да ни најдат кај има за работелница за лепење гуми. А едно комбе превозник што се најде во то село, просто ми беше срам кога разбра дека не можам да го најдам клjučот за отворање, колце. Тој ги остави патниците да чекат на врело сонце во комбето на сред плоштад и отвори во комбето, ги зеде неговите алати и остана да ми помоши да менам гума. Луѓето во ниеден момент попреку не погледнаја, дури со интерес гледаја, така да уште од тие моменти осетивме дека е многу занимливо и интересно да се патува така. И така нашето патување, то првото, од 2-3 дена. Интересно беше и местото кај што преспавме. Луѓето што го држеа мотелчето во изградба на едно вештачко езеро што сличи доста на Глобочица. Со во стицај на околности тие пред 450 години беа иселени од Охрид и го имаја задржано презимето Стојани. И им препорачувам исто и на гледачите, некои што се заинтересирани и некогаш ќе возат, ако возат во тој правец меѓу Дебар, Бурел, Милот и Драч, дека слободно може да одат место за преспивање, дури тие рекоја, ако сте со шатор, е преспивањето слободно. Така би го издвоил почетокот од најновите патувања во јули 2010 година. А што е со оние старите патувања? Ми кажавте една анегдота пред да стартуваме со снимањето, искуството кога сте залутале во Србија во воена вежба, а на меѓупат за Шабац, Белград, за на аеродром со велосипед. Да, точно. Едниот од родителите мои, мајка ми, живееше во Шабац и јас ги посетував во лето. Еден ден дојдов на идеја зошто да трошам сати со воз автобус за Београд па Шабац префрлање ова она, израчунав дека цената на авионот ќе биде приближна на цената на овај другиот превоз доколку користам велосипед од дома до Охрид аеродром и од Београд аеродром до Шабац. Така решив и така направив без многу компликации, беше едноставно. Во Охрид на аеродром го примија велосипедот без да прават проблеми, дури не мораше ни да се размонтира. Београд кога слегов на аеродром, немаше потреба да се чекат аеродромски превоз до град, тоа е 25 километра, па после од град да се оди на автобуска станица, да се чека автобус за Шабац. Туку директно преку селата во Срем, ги извозив, ги преминав и така се најдов во Шабац. Меѓутоа, интересна е анегдотата, тоа е случката што се деси на враќањето од Шабац за Београд. Решив да одам по најкраток можен пат, кој што тогаш немаше детални автокарти, беа оние обични географски карти, и на нив имаше означени села, селски патишта, нешто така споредни, меѓутоа не беа означени воените полигони. На постарите гледачи им е познато дека имат во таа околина аеродром воен Никинци и воени бази таму, јас тоа не го знаев. И возејќи се меѓу селата влегов во воен полигон Среде Вежба. На влезот на полигонот имаше осматрачница со двајца војници, чија задача беше да спречат влегување на цивилни лица,
али тие беа задремани и се сунчаја, така што не ме приметија. Јас навлегов среде воени действија меѓу две спротивставени страни и наеднаш почна да звиждат разни куршуми, гранати, работи, може тие беа школски, ама јас тогаш не знаев. Уште немав служено војска и многу се преплашив. А од друга страна беше пожелно, пошто бев тргнат во 5 сат од Сабајле, во 9 сат од Сабајле имаше од Београд аеродром Сурчин авион лет за Охрид. Јас морав да стигнам на тој лет. Така што јас со возење, со трчање, со точакот нарамо низ тие густи треви, низ тие направени објекти што беа за вежба и пред очите на запрепастените војници и старешини буквално протрчав на линијата на фронтот. Толку преплашен што не се обрнував ни лево ни десно, ми беше цел само да протрчам. И пак успеав да го поминам тој полигон и од тој страв не видов дека догуша сум заглавил во кал, во вода, бев до колена, бев воден како да сум газел во вода. Така што кога стигнав Београд на аеродром и влегував низ тие автоматски врати по светнатите плочки од мермер, кога се завртив, видов зад мене калливи траги мои од точакот и едни смркнати погледи на чистачките тука, али не можеше човек да се врати. И на моја жалост, кога ја прашав службеничката, рече вашиот авион управо полетува. Се растажив многу и истиот момент ме утеши службеничката од јат, рече имате вечерва еден чартер лет за Охрид, кој е полупразен, тој лет наредниот ден Сабајле ќе вози холанџани туристи, тогаш холанџаните доста идеа тука. Така нормално се израдував, денот го поминав низ Београд, шетајки, посетувајќи роднини ова она. Беше посебен моментот кога дојдов на аеродром пред 22 часот навечер. Аеродромските служби не работеја, немаше редовни летови веќе тоа. Да напомнам, тоа беше 1981-82 година. И човекот што работеше на шалтерот за чекирање на авионската карта ми рече, па вие пренесите го велосипедот сам. Јас знаев дека и на железничката станица и на аеродром има наоружени полицајци и дека не можеш ти да шеташ по пистата по своја желба. Дали ми беше чудно и точакот јас не го оставав секако во Београд, си прескокнав со чекирана карта, излегов долу на писта и во темницата на аеродромот, која што делумно беше осветлена од рефлектори, ми го покажа, она е вашиот авион, дојдов до авионот. Меѓутоа и во авионот, покрај авионот, немаше лица задолжени за утовар. И видов од една од тие врати бочно на авионот, видов отворена врата, реков сега шо е тоа, овде е сигурно, нема на друго место. Си го кренав точакот како обичен куфер, што се стават во автобус или воз и така го ставив во авион. Се качив на авион и среќно стигнавме во Охрид. Во Охрид стигнувајќи, една друга ситуација беше интересна. Патниците во авионот малку се шегуваја на моја сметка, гледајќи ме унезверен со велосипедот пред авионот. Меѓутоа, нивните шеги престанаја кога слетавме во Охрид и кога станаја свесни дека тие немаат превоз за до Охрид. Во тие години таксистите беа ретки и ретко кој се задржуваше до телефонот од таксистите што стоеше карши старата автобуска станица до градската аптека, така што тие останаја, јас само со еден гест чао, чао, ги поздравив и се најдов за брзо дома. Што најчесто Кржински размислувате при патувањата? Со велосипед секако. При патувањето со велосипед човек нема време многу да размислува затоа што е опсипан од
безброј нови, како би го рекол то, сцени, безброј предели, нови впечатоци, и тие нови впечатоци толку го бомбардират човекот што некогаш и нема време све да упијат. Така да едино некое кратко размислување ако се јави да се провери предвиденото време до некое место што сме замислиле да стигнеме тој ден, или ако човек осети глад или жед, да размисли дали е убаво да застане. И тие кратки размислувања дали некаде да се застане, да се забележит моментот, да се фотографират местото, дали некаде да се застане, да се запозне со луѓето, дека многу интересни средби со луѓе се случуваат на секое такво патување, што не е можно ако е човек во превозно средство. Човек ако патува со автомобил, автобус, воз или што било друго, е исклучен, е одделен преку стаклата од возилото, е одделен од околината и не може да контактира, не може да осети скоро ништо од тие убавини што инаку ако патуваат на две колца, дали со моторцикл или велосипед, ги упиват буквално сите работи, све она што може, значи све она што го гледат, го слушат, го мирисат и така нешто. Каков е односот на луѓето кои што ве среќаваат на патувањата? Многу интересен е односот на луѓето што ги среќаваме, а најмногу ги среќаваме во странство. Посебен однос и почит имат кон гостите. Би издвоил еден таков однос кој што го доживеавме со пријателот Џоко Перузе во Саранда, тргнувајќи во 5 сат од Сабајле на автобус за Корча. Бевме приморани на таков потек, пошто времето што сме го определиле за патувањето ни истече и наредниот ден мораше да се јавиме на работа. Така во пред 5 сатот дојде ни до автобусот кој што беше веќе пола наполнет и кога на возачот со неколку албански зборови што ги имавме научено и малу со раце и нозе му објаснивме дека сакаме да се качиме на автобус. Малу погледна така неколку секунди чудно и веднаш ги отвори боксовите од автобусот и го изваде багажот од луѓето што го има, а то беа корпи плетени, торби, работи, и буквално им ги смести на луѓето внозе внатре во автобусот. Јас се изедов жив од срам, ми беше многу срам, затоа што ради нашиот комфорт, за да ги примит точаците, и то без расклопување, тој на луѓето им го стесни комфорот и така беа тесни седиштата во автобус. Меѓутоа, тој срам, можам да речам, поцрвена во срам ми беше многу незгодно да влезам во автобусот. Меѓутоа, срамот пројде? Помина срамот од моментот кога влеговме во автобус и после првите зборови разменати со локалното население што патуваше од Саранда во околните градови, увидовме дека многу сличен е темпераментот со нив и се осетивме како еден дел од нив, како да не сме странци, како да сме тука едни обични комши кои што заедно патуваат со автобус, додека баш се приметуваше, имаше еден британец, мислам, западњак странец, кој што иако зборуваше со другите луѓе во автобус, и пак се гледаше дека тој е странец и то чувство никогаш нема да го заборавам. Ќе направиме овде пауза, ќе дадеме предност на рекламите, па ќе продолжиме со разговорот. Кружински, имате безброј патувања со велосипедот, значи надвор од земјата. Кој би ги издвоили како незаборавни? Едно од најнезаборавните патувања би го издвоил првото од нив,
патувањето за Саранда преку Поградец и Корча. Некој би прашал зошто, па ево Саранда е блиску и така тие работи. За нас то беше нешто ново, дека ние сме растени во време кога албанската граница беше затворено, кога се што постоеше зад граничната линија во Светинаум, за нас беше како една црн застор, зад кој што ништо не можеше да се види. И на то патување наеднош пред нас се отворија нови слики, нови градови, луѓе кај што секојдневно ги продават своите производи, И то ние го увековечивме во слики. Меѓутоа, најнезаборавно, кога навлеговме во планините после Корча, пред нас излегоја нови непознати планини. Прв пат од близина ја видовме планината Грамос на граница меѓу Албанија и Грција, каде што нашите сонародници водеа тешки борби во граѓанската војна 1947-48 година. Чудесни планински езера низ Албанија, низ тие планини покрај грчката граница и се уште, да речем, неистражени планини помеѓу Корча и Саранда, ги знаме и имината од тие планини, Дембели и Немерчка, кои што фантастично изгледаја и од далечина и како што им се приближувавме, личија на еден непремостлив бедем, кој што ние го заобиколивме, направивме 50 на километри, влеговме во Грција, благодарејќи на припремите што ги направивме на Google. Така што то патување посебно би го издвоил. Иначе, освен то, наредната 2011 година, едно исто така прекрасно патување преку Албанија до Игуменица и до Крв, кој што е преубав остров и кај што би се исплатило да оди човек и со организиран аранжман, а да го носи велосипедот и да го истражуваат островот недела дена. Мислам дека е доволно, дека е тоа едно потребно време да ги види сите убавини на тој остров. И да спомнам овогодишното патување, која целното место Сараево го предложи мојот пријател Ѓоко Пирузе, а то патување го изведовме тројца пријатели, Љупчо Куртелов, Ѓорѓи Пирузе и јас, и можам да кажам дека е то патување со најмногу впечатоци и најмногу нешта видовме, доживеавме, сретнавме многу луѓе, многу се запознававме по пат, многу впечатоци, имаше и неубави впечатоци што ги доживеавме влегувајќи во Босна кога ги видовме трагите од војната. Меѓутоа, некои предели не оставија без див, а то се кањонот на река Тара, кој што е светски познат, и ги гледавме маса туристи што идат со организирани тури на рафтинг, сплаварење, и планината Дурмитор, кај што патот се искачува на 1900 метра висина и буквално те остават без див, така што и одговорот на едно од претходните прашања, немаш кога да размислуваш, стално гледаш нови слики кои се толку фасцинантни што можам да кажам, и јас на пријателите им реков, чекајте, застанете, јас немам здив, немам воздух, не можам да дишам ова додека го гледам. А то го изговорив кога слегувавме во кањонот на река Пива, близу до градот Плужине. Кањонот имаше практично вертикални страни стени и јас им реков, па каде овде, кака имат овде пат што слегува долу во Плужине на езерото Пивско. И се испостави дека патот прави серпентини низ тунели. И самата раскрсница кај што требеше да одлучиме каде да одиме натака, раскрсницата беше во тунел.
се надевам дека ќе имат можност да видат гледачите од приложените слики. Така што тие места беа толку фасцинантни, така и ево додека зборувам се сеќавам првиот поглед на босанските велелепни планини Маглич, Волујак, Зеленгора, Сутјеска, за кои сме учеле некогаш, колку се убави, а и самата Босна. Значи, то последното патување би го издвоил како посебно. Не би можел да споредувам. Црна Гора е преубава на свој начин, Босна е преубава на свој начин. И Сараево, баш Чаршија, прв пат во живо ја видовме, ја доживеавме на вистински начин. И натака враќањето ни беше преку Мостар Метковиќ и Дубровник. И можам да кажам, едно многу интересно чувство кога во Дубровник влеговме, макар и на едно кафе што влеговме. Иако Дубровник ни бил познат од некое друго патување со друго превозно средство, меѓутоа таа магистралата мора да се доживи на свој начин и мислам дека ако не ја поминевме со точаци, дека самите доживувања би биле многу посиромашни. И на крајот тоа патување еден момент што многу не изненади. Тој ден, последниот ден во Хрватска и Црна Гора, бевме принудени да извозиме околу 166 километра од Слано, Дубровник, Херцег Нови до Бар. Во Бар стигнавме касно навечер и немаше никаде сместување, беше во шпицот на туристичката сезона и барајки сместување, едни постари луѓе што седеа во одворот од една куќа, кога не видоја, догледаја и не викнаја буквално со гестикулирање со раце. Не која дојдите за бициклисти е бесплатно. Ние мислевме дека е тоа некоја шала, меѓутоа тие го повторија и така што ние влеговме, тие одушевени беа, а и ние се одушевивме кога свативме дека пред нас имавме некој од поранешните асови на југословенскиот брзински велосипедизам, од кој што некој тука што седеа во дворот беа шампиони на тогашна Југославија. И вистина тие не угостија со бесплатно ноќевање, дури не поканија да останеме неколку дена, али ние моравме да одбијаме, затоа што наредниот ден мораше да се враќаме на кај Скадар и Тирана. И тие пак не изненадија. Другото утро ние бевме тама на превојот од Бар према црногорско-албанска граница. Тие една група од 5-6 велосипедисти не пристигнаја и не придружуваја до самата граница, значи не испратија. Ние не пропуштивме прилика и да се фотографираме со нив и така што то познанство ми е незаборавно. Дали Кружински доволно се промовира велосипедскиот туризам во нашава средина? Во нашава средина не знам ни дали би можел да кажам дали има потреба да се промовира посебно, затоа што последниве години, одејќи по своите работни обавези, некогаш секој ден за струга или во околината, приметив многу луѓе што возат велосипед, дури приметив многу луѓе што семејно возат велосипед, луѓето со жените и со децата. Така што мислам самите тие нивниот број што се зголемува, јас во една прилика им кажувам на пријателите, овај стариот пат Охрид-Стругар стана велосипедска магистрала, многу луѓе возат. Не знаеш кој повеќе вози, дали охриđани или стружани, главно многу ги има, тоа е една голема радост. Имате ли поддршка од семејството? Од семејството велосипедизмот? Да. Од семејството не само што имам поддршка, туку и сопругата, да речем жена ми, е љубител на велосипедизам и со неа, пошто таа е слободна само во недела, практикуваме во есенско-пролетните денови, кога нејзините работни обврски и моите не се толку интензивни, да направиме излети низ Охридска околина,
кој што многу топло ги препорачувам на било кој наш гледач што сакат да или сам или семејно да направат било каков излет. Значи, ние без проблем сме ги поминале скоро сите села во Охридската котлина и Струшката, почнувајќи од Лакочера и Вапила, Ливоишта, Требеништа, Волино, Мороишта, па една тура до границата Со Албанија, така, Радожда. И многумина ме прашува што сака да почна да возат. Па му викам, види, жена ми што нема кондиција и нема време многу да вози. Ако може таа да извози до Радожда, до граница и назад и да наредниот ден не чувствуваат замор, тогаш сигурно може било кој да се пробат на такви помали релации, затоа што било каков излет на кој што ќе земиш јадење, пијање, е излет кој што те оддалечуваат од секојдневието и може да влијаат на едно расположение. Тоа е многу поразлично отколку во недела да се остане дома. Што е потребно за издржливост и добра кондиција при возењето? Како се подготвува еден велосипедист пред возење на можеби подолги релации? Јас прво би напомнал нешто за кое што имавме едно посебно прашање, али ќе го уклучиме и во овој одговор. Тоа е, пожелно е да човек ако оди на некое подалечно возење, значи пожелно да има посебна опрема, посебна облека, посебни обувки и нормално еден исправен велосипед. Некој ќе рече каков велосипед. Доволно е велосипедот да биде исправен и на човекот да не му стварат проблем при подолго возење на него, значи да му е удобно седењето, да лесност на вртење педали, може би добро напумпани гуми. Добро напумпани гуми и така, али би оставил на тоа индивидуално и за постручно кажано за облеката и самата опрема би им оставил на пријателите што ги имам во двата велосипедски клубови во Охрид, кои што исто интензивно се бават со велосипедскиот спорт, а маса млади практикуваат и ридскиот велосипедизам, популарно речено маунтбајкинг. Така да во некоја прилика тие најубаво ќе знае да кажат која е она најпотребна, најпогодна опрема и облека во зависност од годишното време. Во лето се вози со една врста облека, во зима се вози со друга врста облека. Јас лично практикувам она што ми е мене најудобно и во лето, може за некого не е така да речеме најмоден тренд, али јас практикувам да сум покријан и рацете и нозете, пошто долготрајно човек е изложен на сонце во летниот период. Од изгореници, од тие работи, и пожелно е да секако човек има едни посебни наочари од ултравиолетово зрачење да не се оштетат видот, очите да не се оштетат. А за кондицијата, подготовките за дали треба посебна кондиција? За ова е потребна посебна кондиција, меѓутоа човек што оди на кратки излети или го користи секојдневието, неосетно ќе се здобијат со таа кондиција и мислам дека еден ден ќе се зачуди и ќе рече па види, па јас можам да стигнам до оваму и назад без да осетам. Јас би им препорачал на оние што сака да почнат една воžња до Струга на кафе и назад е прилично лесна, а имат една одредена цел, може да се поседи таму во многу пријатни тие кафулината што се покрај езеро на истекот од Рим, или па во најблиската околина, едно место што е најблиско, да речеме, и за семеен излет, и за индивидуален или како група велосипедисти е да го предложам манастирот Свети Спас Лакочери. Тој е 10 километра од центарот на градот. То погодуваат за овие кратки зимски денови. Значи,
поинаку размислуваме кога е пролет, лето, кога се долги денови, повисоки температури. Во овие услови, поскромно, према можностите и према моменталните временски услови, ќе украдиме малу време, па макар до најблиските населени местани со Охридскава околина ќе поминиме. А да не го заборавам, основниот стариот пат преку мостот до Горица, Славија и натака, во зимскиот период нема некој голем саобраќај, така што многу луѓе и практикуваат, често ги среќавам, одат до заливот на Ковските зад градиште, кој што е то стана едно атрактивно место. И главно то се препораките и низ такви пократки вожњи се здобиват и кондиција. Значи само треба добра волја, желба и добар велосипед, па да се охрабрат нашите сограѓани да пробаат многу возење. Многу луѓе што ги познавам ме прашуваат како, што, зошто, а многу и што некои и не ги познавам баш, па сум приметил некогаш уграбиле прилика да ме прашат како одат тие работи. Меѓутоа, ево, јас мислам дека нафрливме во неколку потези како би одело со таа желба, почнувајќи од најмали релации, па подалеку, а ги охрабрувам иначе младите кои што имаат желба, а поготово во сегашна економска ситуација. Некој ми се пожали, па сега е лесно, вие кога бевте млади патувавте, стандардот беше таков или беше онаков. На овој начин може многу поевтино да се патува, може и скоро бесплатно да се патуват, така што не се плаќат превозот. Го имаме, да не биди дека јас ја промовирам Албанија, али то море нас ни е најблиску, може за еден ден со велосипед да се стигне таму. Нормално и на подалечниве места, кај што сме били Црна Гора, Хрватска, Босна. Така во секој случај останува само добра желба. Само добра желба и јака волја и една одредена припрема. Значи една одредена припрема кога ќе се осмисли некое такво патување, значи да се реши и да се размисли ако се патуваат со други луѓе. Морам многу да ги пофалам моите пријатели со кои што патувам, тие се извонредни индивидуалци. Ние кога патуваме заедно, ние не возиме еден до еден. На велосипед мора да се почитуваат сообраќајни правила и прописи. Нема тука играње на магистрални патишта. Ние се гледаме на неколку пати во денот и со еден крај од окото гледаме повеќе од километар-два еден за друг да не сме и договараме некоја дестинација на која евентуално би се чекале или еден со друг се претицаме во момент кога е некој од нас застанат да направит фотографија, видеоклип, нешто така. Така да е многу важна соработка и многу е важно кого некој ќе избери за партнер при желба за повеќе дневно патување. Јас кружински ви благодарам за гостувањето, се надеваме дека ќе им отвориме можеби ново размислување и видици на оние што ќе не гледаат и ќе не слушаат за да изберат во предстојните пролетни денови еден нов начин на патување. Да, и јас исто така се надевам и желба ми е да видам, поготово и од помладите луѓе, има можности, сега границите се отворени, во непосредната околина одиме со лични карти и без визи и многу ќе се радувам кога прв некој нареден пат во една ваква емисија, некој колега ќе дојди да ги раскаже впечатоците од некое подалечно патување. Кружински ви благодарам за гостувањето. Благодарам и јас што ме поканивте. Почитувани, овде крајот на денешното издание. Благодарам за вниманието. Нова средба ви закажувам за 7 дена. До тогаш, довидување.